Го следите најновото издание на регионалните вести. Студен бран, денеска Македонија е во портокалова фаза. Надлежните излегува со препораки за заштита од студот. Според метеоролозите, затоплување може да се очекува за време на викендот. Поради студениот бран, Македонија е во портокалова фаза. Комисијата за превенција од штетни ефекти од студени бранови при Министерството за здравство по добиената најава од Управата за хидрометеоролошки работи за студен бран од портокалова фаза на ниво на целата држава. За денеска донесе препораки да се ослободат од работни обврски бремените жени и лицата над 60 годишна возраст и за работниците кои што работат на отворено. Се препорачува реорганизација на работното време од 10 до 16 часот со повремени паузи на секои 2 часа по половина час во топла просторија и со топли напитоци, со цел заштита на нивното здравје. Исто така се препорачува да се избегнува практикување физичка активност на отворено, а при движење особено да се внимава на лизгави површини. На целото население се препорачува особено внимание да се посвети на заштита на здравјето, особено носење топла повеќеслојна облека, соодветни обувки за снег и мраз, почеста консумација на топли напитоци и редовно земање терапија кај хронично болните лица. Во случај на настинка и потешкоти и на дишењето, се препорачува граѓаните да се јават кај својот матичен лекар. Инаку утринава беше многу студено. Речиси на секаде температурата се спушти под -10, а на некои места и под -15 степени. Метеоролозите за утре најавуваат дожд, а за викендот значително затоплување. Утринава беше студено низ републиката, минималната температура во Берово се спушти до -18 степени, а во Тетово минималната температура беше -11 степени. Во текот на предпладневните часови се зголемуваше облачноста, а сега е облачно во поголемиот дел од земјата, особено зголемена облачност има на западот, па и во полошкиот регион. Во Тетово има и повремени врнежи од снег, а врнежи од снег се забележани и на западот на повеќе места, Пожаране, исто така Маврово, во Охрид на југозападот, и во попладневните часови ќе продолжи облачното време, температурите нема да се спуштаат, а врнежите се почести. Во текот на ноќта, особено во вториот дел од ноќта, врнежите од снег ќе поминуваат во врнежи од дожд. Понекаде на патиштата во западна Македонија ќе има и појава на замрзнат дожд, кој може да се налепи врз патиштата и да имаме појава на поледица. Во текот на предпладнените часови на утрешниот ден температурите нема да бидат ниски, но затоа пак имаме врнежи и овие врнежи ќе останат поинтензивни во западните делови, па и во полошкиот регион. Понекаде на повисоко ќе имаме се уште снег, а се почти ќе се врнежи од дожд. Врнежите од дожд ќе ги имаме и во попладневните часови утре, но температурата преку денот утре ќе биде во интервал од 3 до 9 степени, во Тетовско до 5 степени, па ќе имаме тежно врнежи од слаб дожд. Во деновите потоа, во деновите на викендот, најпрвим во сабота ќе има засилен западен ветер, повеќе ќе се чувствува овој ветер во западните делови од републиката и ќе имаме повторно во западните делови услови за повремени врнежи, но овие врнежи веќе за време на викенд ќе бидат врнежи од дожд. Температурата во сабота веќе до 15 степени во републиката, а во недела на југоистокот и температура до 17 степени. Ова покачување на температурите ќе овозможи и по релативно брзо топење на постојната снежна покривка. Висината на снежната покривка беше најголема во Маврово 87, во Лазарополе 79, додека утрово во Тетово изнесуваше 22 сантиметри. Регионалниот центар за управување со кризи Тетово известува дека во општина Тетово сите патни правци во градот како и во шарпланинските села се проодни и исчистени. Во општина Гостивар моментално се чистат патните правци кон неколку планински села, непрооден е само патниот правец кон Лазарополе, велат од Центарот за управување со кризи.
Во Ростушкиот крај има наврнато околу 40 сантиметри снег, додека на повисоките места е над 60 сантиметри. Локалните патни правци се чистат, а сообраќајот се одвива во отежнати зимски услови, заради мраз. Дел од учениците во некои населени места не посетуваат настава во училиштата. Бран сибирски студ владее во цела Европа, од Балтичко до Средоземно море, при што за неколку дена настрадаа десеттици луѓе. Бранот го нарекуваат ѕверот од истокот и предизвика сообраќаен хаос во многу земји. Вербална расправија помеѓу сопружници околу загубена запалка завршила со семејно насилство врз жената. Од полицискиот билтен информација за кражба во механичарска работилница во Тетово. Поради загубена запалка избила вербална расправија помеѓу двајца сопружници која на крајот завршила со насилство врз жената. Според информациите на СВР Тетово, 29-годишната тетовка И.А. вчера пријавила семејно насилство од незиниот сопруг, 29-годишниот С.А. исто така од Тетово. Имено предходниот ден околу 20 часот покусата вербална расправија околу изгубената запалка на С.А. физички ја нападнал, повеќе пати удирајќи ја пред нивното малолетно дете со тупаници и клоци по главата и телото, а во еден момент ја влечел и за коса, нанесувајќи и видливи повреди. Според кажувањата на И.А., психичко и физичко малтретирање од сопругот неколку пати се случувало и порано, но не го пријавувала. Тетовецот С.А. набрзо лишен од слобода, задржан е во полициската станица Тетово, разговарано е со него и неколку часа подоцна е пуштен. По целосното расветлување на сите поединости ќе следува соодветен поднесок. Од полицискиот билтен информација за кражба во механичарска работилница во Тетово, лоцирана во кругот на градскиот стадион во Тетово. Кражбата е пријавил 50-годишниот тетовец Ќ.Д., според кого засега непознати сторители го искористиле временото отсуство на Ќ.Д., влегле во објектот и одзеле дигалки, пумпа, менкемиња, апарат за заварување, преса, амортизери и друг разновиден алат, противправно стегнувајќи се со вкупна имотна корист, која се проценува на 180.000 денари. Се работи на расчистување на пријавеното и на откривање на сторителите. Регулирање на крвниот притисок, шеќерот, подобрување на работата на органите се само дел од благодетите од редовната употреба на аронијата, покажаа бројни научни истражувања и скорешната анализа во угледното списание Medical News. Минатиот месец во едно реномирано медицинско списание Medical News излезе преглед на сите досегашни испитувања, преклинички и за жал мал број клинички испитувања за потенцијалниот бенефит од употребата на поздравието, од употребата на аронијата. Мощно интересен збир на студии, значи се работи за лабораториски испитувања, најчесто испитувањата се вршени врз лабораториски глувци, и каде што заклучок беше донесен дека потребни се уште додатни испитувања за потенцијалниот бенефит врз здравјето од употребата на аронијата, но едногласно во сите испитувања дека најверојатно ефектот од аронијата доаѓа од полифенолите, кои се составен дел од аронијата и кои се моćни антиоксиданси. За да објасниме, затоа што во антиоксидансите во организмот имаме прооксиданси и антиоксиданси. Вишокот на кислород предизвикува оштетување на многу клетки и на многу функции во организмот. И овие полифеноли од типот на највише антоцианинот, околу 40% во овие полифеноли во аронијата учествува, потоа флавонидите, хлорогеничната киселина и процианините, се должи дејството, позитивното дејство, поволното дејство, антиоксидативното дејство на аронијата. Целиот разговор на оваа тема ќе го емитуваме на крајот од денешните регионални вести.
Во недела на 4 март ќе се избира највештата жена на Тетово за 2018 година. Победничката на општинскиот надпревар ќе учествува на републичката манифестација Вешта жена. Манифестацијата Вешта жена за град Тетово за 2018 година ќе се одржи во недела на 4 март во ресторанот Принц со почеток во 17 часот. Присутната публика подеднакво со жирито ќе има можност да пресуди за најубавата надпреварувачка маса. Освен надпреварувачки дух и уметничко уживање на присутните, манифестацијата нуди и можност за забава и дружење. Традиционално атмосферата со многу песни и ора ќе ја подгрева маестро бенд. Белек на Вешта жена уште од самите почетоци е мултиетничкиот карактер на манифестацијата, на која се надпреваруваат жени од различна етничка припадност, вера, политички убедувања и возраст, но манифестацијата Вешта жена има поширок концепт од надпревар во подготовка и сервирање на главно јадење и десерт. Таа е манифестација која за публиката овозможува пред се споделување на искуства и стекнување нови, забава и дружење за сите припаднички на понежниот пол. Победничката на општинскиот надпревар која ќе понесе титулата Вешта жена за Тетово за 2018 година ќе учествува на републичката манифестација која традиционално ќе се одржи во мај. И овој пат медиумски покровители се радио и телевизија КЕС. Во текот на 2018 година ќе се одржат неколку активности да се одбележат 30 години постоење на навивачката група Војводи. Навивачите вчера ја покажаа својата хумана страна и даруваа крв. По повод јубилејот од 30 годишнината од постоењето на навивачката група Војводи се одлучивме да даруваме крв и со тоа да дадеме придонес во спасување на нечи човечки живот. Вчера во службата за трансфузиологија голем број од нашите членови дојдоа да изразат својата хуманост и на дело да покажат дека сакаат да помогнат кога на некого му е загрозено здравието и со тоа да ја даруваат најдрагоценната течност, човечката крв. Микро, малите и средни предпријатија ќе бидат најсилно поддржани преку мерките од планот за економски раст, истакнува вице-премиерот Кочо Анѓушев. Тој потенцираше дека микро, малите и средни предпријатија се во привилегирана положба затоа што ќе можат да ги користат мерките од сите три столба на планот за економски раст, кои ќе се спроведуваат преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции и преку спроведување на среднорочната програма за поддршка на мали и средни предпријатија на Фондот за иновации и технолошки развој, како и мерки кои ќе се спроведуваат преку Министерството за економија. Програмата е имплементирана преку повеќе мерки. Еден е законот. Она што го гледате во првиот и во вториот столб, тоа е законот. Додека третиот столб е она што е дополнително надградба на тој закон и кој што е специјално за мали и средни и микропредпријатија. При тоа, сакам да напоменам уште еднаш, дека првиот и вториот столб не ги исклучува малите и средни предпријатија. Првиот и вториот столб не лимитира број на вработени и големина на предпријатие. Тоа што е во законот е за сите предпријатија во Република Македонија и тоа го гарантира законот кој што сега го гледате на ЕНЕР, а се надевам наскоро ќе биде усвоен и во парламентот. Клучен дел од оваа среднорочна програма се мерките од планот за економски раст, третиот столб кој што подразбира финансиска поддршка за микро, мали и средни компании. Финансиската поддршка е наменета за проекти за иновации и технолошки развој, како основа за забрзан раст на економијата и на општеството. Со овие мерки, владата станува инвеститор во развојот на домашната економија и компании. 24 години од формирањето на полкот за специјални операции бе одбележани денеска во касарната Илинден во Скопје. На 1 март 1994 година во Арама прв пат беше формирана единица за специјални намени, позната како Волци. Како команда на специјалната единица функционираше од 2002 до 2003 година. Во декември 2003 година, со одлука на врховниот командант на Арама, единицата е преструктурирана во одред за специјални намени. Во ноември 2006 година е извршено преструктурирање на единицата во полк за специјални операции.
Министерката за одбрана Радмила Шеќеринска во своето обраќање пред припадниците на полкот нагласи дека со формирањето на оваа единица е означен почетокот на професионализација на армијата. Мора да се подобри стандардот на припадниците на АРМ и дека мора да се подобрат условите за работа. Затоа оваа година обезбедивме 15% зголемување на буџетот во одбраната, затоа обезбедивме 10% зголемување на сите плати на припадниците во АРМ и затоа оваа година ќе обезбедиме подобри нивни услови за работа со околу 1 милион евра инвестиција во инфраструктура и обезбедени средства за набавка на униформи и чизми за сите припадници на АРМ. Сакам да се заблагодарам на сите припадници од полкот за единството што го изградивме, соработката помеѓу единиците и пожртвуваноста во работата со цел остварување на националните интереси во државата и надвор од неа, како и за дадениот придонес за интегрирање на Република Македонија во евроатлантските структури преку ангажманот во мисиите за градење и чување на мирот во светот. Премиерот Зоран Заев во Софија учествува на работниот состанок што го организираат председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер и бугарскиот премиер Бојко Борисов со шефовите на држави и влади од Западен Балкан. Тема на состанокот се можностите за забрзување на процесите за интеграцијата на Западен Балкан во Унијата и подобрување на меѓусебната поврзаност. Председателот на Европската комисија Јункер при неговата балканска турнија потенцира дека од суштинска важност е да се задржи европската перспектива на земјите од регионот. Бугарија најави дека Западен Балкан ќе биде меѓу главните приоритети за време на незиното председавање со Европската унија. На состанокот учествуваат и премиерите на Албанија Еди Рама, на Црнагора Светозар Марковиќ, како и председателите на Србија Александар Вучиќ, на Косово Хашим Тачи, членот на председателството на Босна и Херцеговина Драган Човиќ, високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедна политика Федерика Могерини и еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан. Моите впечатоци се дека сите што ги посетив внимателно ме слуша што зборував и разбра дека членството не е сон, тоа е реалност која што ќе уследи, но мора да се направи, да се фокусираме на субстанцата, на содржината, а не на формата. Тоа ќе биде ќе мора да го преземе на себе регионот, а Европската унија ќе даде се од себе да им помогне на земјите од регионот, за да се зачлени земјите од регионот да се зачленат што поскоро исполнувајќи ги критериумите, но нема да има никакви попуштања во врска со условите и критериумите. Тоа не е во интерес на регионот, ниту на ЕУ. Четиридесетина медали и пехар за Шотокан, карате клубот Полок од гостивар на меѓународниот турнир во Србија, кој се одржа викендов. Следен предизвик за каратистите е светското првенство во Турција. Шотокан карате клубот Полок од гостивар бележи успеси и добри резултати на карате турнирите. Младите каратисти изминатиот викенд беа на меѓународен надпревар во Лесковац, Србија, каде освоија многу медали и пехарот за генерален настап. Учествуваа негде околу 750 надпреварувачи. Ние настапивме со 37 надпреварувачи, кои сите надпреварувачи учествуваа во поединечна конкуренција во кати и 11 надпреварувачи од нив плюс во комите, односно во борба, спортска борба. Учествувавме со 9 ката тимови. Освоивме негде околу 37 медали, од кои поголемиот дел беа први места, посебно со екипите освоивме 2 први места, каде што исто добивме и 2 пехари. Заедно со Шотокан карате до Академијата на Македонија, во генерален пласман го освоивме првото место од сите тие екипи. Бевме најдобрата екипа со највише број на златни медали. Јас сум Сара Ивкуска и освоив прво место. Јас освоив прво место и се викам Јана Андриевска. Јас сум Филип Самајловски и тренирам 6 месеци и освоив прво место поединечно кати.
Јас се викам Виктор Угриновски и на овој например поединечно освоив второ место, а ката тим прво место. Јас сум Славица Андриевска, во ката тим освоив трето место, во ката поединечно прво и борби комите, односно борби трето. Се викам Ристо Вапчевски, тренирам околу 4 години со мала пауза, прво настапував со ката поединечно и освоив прва награда, прво место. Јас сум Матеја Трпевска, тренирам 4 години и освоив трето место ката поединечно. Гостиварските каратисти нема да застанат тука. Пред клубот стои голем предизвик – учество на светското првенство во Турција. Подготовките се веќе во тек. Во наредниот период тоа баш ова ни дојде добро како припреми, односно како проверка на подготовките. Се уште сме во подготовки за светско првенство кое ќе се одржи 19 до 22 април во Истанбул, Турција. Тоа е светско шотокан првенство во која репрезентација имаме ние моментално влезени веќе 5-6 членови од нашиот клуб. Се надевам дека во иднина во тие селективни тренинзи и подготовки, проверки, ќе успеат уште неколку членови да влезе во таа репрезентација каде што ќе учествуваме на светското првенство. Интересот меѓу децата во Гостивар за тренирање карате е голем. Во клубот Полог тренираат 70 на деца, поделени во групи според возраста. Во Словачка се уапсени осомничени за убиството на новинарот Јан Куцијак. При претрес во домовите на неколкумина поврзани со трговија со дрога се одземени дрога и оружје. Лицата живееле во близина на местото каде што 27-годишниот репортер беше застрелан со својата девојка. Куцијак пишувал за активностите на италијанската мафија Ндрангета и властите во Словачка. По оставката на министерот за култура Марек Мадарич од функција се повлекува и главната државна советничка во владиниот кабинет Марија Трошкова, поранешна манекенка и секретарот на Словачкиот совет за безбедност Вилијам Јасањ. Организацијата за истражувачко новинарство ја објави недовршената приказна на Куцијак, која што е фокусирана на Трошкова, која наводно основала фирма со италијанец кој живеел во Словачка, за која постои сомневање дека е поврзана со една од најмоćните криминални организации во светот. Објавени ќе бидат детали од друга истрага за врски на сопственици на земјоделски површини со италијанската мафија, кои наводно ја користеле земјата за да дојдат до субвенции од ЕУ фондовите. Предупредувања за екстремни студови се објавуваат ширум Европа. Континентот е погоден од обилни врнежи од снег и ниски температури. Најмалку 45 лица досега ги загубиле животите во Европа како резултат на студот. Од крајот на минатата недела, кога започна студеното време, 18 лица починале во Полска, 6 во Чешката република, 5 во Литванија, по 4 во Франција и Словачка, по 2 во Италија, Србија и Романија и по 1 лице во Словенија и Холандија. Растот на температурите на Арктикот ја ослабна воздушната струја која вообичаено го носи топлиот воздух од Атлантикот. Како резултат на тоа, силниот наплив на студен воздух од Сибир донесе снег и виулици од исток. Студеното време си доби и специјални имиња во земјите низ кои минува. Во Велика Британија го нарекуваат чудовиште од истокот, во Холандија сибирска мечка, а во Шведска снежен топ. Од Црното море до шпанскиот каталонски брег, речиси цела Европа е под снежна обвивка. Италијанскиот Неапол е прекриен од снег за прв пат од 1956 година. Температурите во делови од Европа во текот на изминатата ноќ се спуштија до минус 20 степени Целзиусови. Во Ирска и Шкотска властите ги издадоа највисоките црвени предупредувања до граѓаните кои означуваат опасност по живот и ги повикаа да останат во своите домови. Училиштата и универзитетите вчера останаа затворени, а денеска се затвораат и делови од јавниот превоз. Викендов се очекува топол бран од Јужна Европа и затоплување низ целиот континент. Денес имавме променливо облачно време во западните делови на планините со слаби повремени врнежи од снег.
Дуваше и умерен до засилен ветер од северозападен правец. Утринските температури се движеа од -14 до -7, а максималните дневни температури денеска беа во интервал од -1 до 5 степени Целзиусови. Утре ќе имаме претежно облачно време со повисоки температури од денешните. Утринските ќе се движат од -6 до -7, а дневните од 4 до 10 степени Целзиусови. А сега следува најавениот разговор со доктор Радко Давидовски на тема корисност од консумирање аронија. Од мене толку, пријатно. Минатиот месец во едно реномирано медицинско списание, Medical News, излезе преглед на сите досегашни испитувања, преклинички и за жал мал број клинички испитувања за потенцијалниот бенефит од употребата на поздравието, од употребата на аронијата. Мощно интересен збир на студии, значи се работи за лабораториски испитувања, најчесто испитувањата се вршени врз лабораториски глувци, и каде што заклучок беше донесен дека потребни се уште додатни испитувања за потенцијалниот бенефит врз здравјето од употребата на аронијата, но едногласно во сите испитувања дека најверојатно ефектот од аронијата доаѓа од полифенолите, кои се составен дел од аронијата и кои се моćни антиоксиданси. За да објасниме, затоа што во антиоксидансите во организмот имаме прооксиданси и антиоксиданси. Вишокот на кислород предизвикува оштетување на многу клетки и на многу функции во организмот. И овие полифеноли од типот на највише антоцианинот, околу 40% во овие полифеноли во аронијата учествува, потоа флавонидите, хлорогеничната киселина и процианините, се должи дејството, позитивното дејство, поволното дејство, антиоксидативното дејство на аронијата. Испитувани се 143 растенија и оксидативниот капацитет на аронијата е на прво место. Сите останати растенија што биле испитувани, ако се антиоксидативниот капацитет е далеку под антиоксидативниот капацитет на аронијата. Покрај ова и незиниот поволен сооднос на витамини и минерали исто така делува потенцијално позитивно врз здравјето на организмот на човекот. Кои се ефектите од употребата на аронијата? Мене многу мощно интересно ми беше студијата која ја читав за регенерација на црниот дроб, на оштетување на црниот дроб. Вршени се испитувања на глувци, на 4 групи на глувци, каде што на едното е давана нормална исхрана, на другото е дадена група на глувци исхрана богата со масти, на третата богата со масти со екстракт од аронија и на четвртата само од аронија. На онаја група богата со масти употребува 28 дена се давани на сите 4 групи и настанало умерена фиброза на црниот дроб, односно оштетување, замастување на црниот дроб. У исто време нема појава на фиброза на онаја група на глувци каде што е употребен екстрактот од аронија. Мощно интересно е што после тоа е давано на групата кај што има умерена фиброза и е давано само екстракт од аронија, имаме регенерација на хепарот, на црниот дроб. Тоа се поврзува со дека при умерени фибрози има поволно дејство на оштетување на хепарот, воедно на нивото на холестерол, на триглицериди се регулира. А со тоа има поволно дејство и врз дебелината,
Втората група на студии, исто така мощни интересни студии за влијанието на екстрактот од аронија. Кога зборуваме за екстрактот, тука мислиме, значи, и сокот аронија, и како начинот на кој се употребува и колачи од аронија, и самата сирова аронија кога се јаде, мощна интересни студии, група се на студија за влијанието на аронијата на ендотелот на крвните садови, а индиректно како влијае и на хипертензијата, односно на покачениот крвен притисок. Се мисли дека тука главна улога игра антоцијанинот, како што рековме, мощен антиоксиданс, кој е вишокот на кислород, кој е негативен и штетен по ендотелот, односно на внатрешниот слој на крвните садови, ги оштетува, поволно делува и не дозволува да бидат оштетени. Како делува антоцијанинот? Антоцијанинот делува на два начини. Делува едно како штит, значи спречува слободните радикали да го уништуваат клетките на ендотелот, а од друга страна и помага при чистење на тие слободни радикали. При сето тоа, заклучок е дека доаѓа од една страна не се оштетува ендотелот, со тоа што нема потенцијално за плаки, односно налепи на крвните садови, а од друга страна ја го продобрува крвотокот со тоа што ги релаксира крвните садови. Индиректно од сето тоа настанува намалување на крвниот притисок. Заклучок е дека има потенцијален бенефит врз здравјето на луѓето, меѓутоа потребни се секако уште додатни испитувања врз клинички испитувања. За сето ова што го збориме, ви реков дека 90% се предклинички испитувања, студии, односно вршени на животни. Го споменавме дејството на поволното дејство врз регулирање на телесната тежина кога зборувавме за фиброзата, умерената фиброза на црниот дроб, и на тоа се надоврза мощна интересна студија за антидиабетичниот ефект на аронијата. Значи, испитувањата на група на автори докажа дека повторно антоцијанинот, кој се како главен полифенол во аронијата, може да биде користен во превенција и контрола на диабет тип 2 и компликациите асоцирани со диабетот. Значи, направен е исто студија, предклиничка студија на животни, моделот е на животни, и аплицирано е сокот аронија на претходно предизвикан диабет кај глувците. И после употребу 3 месеца е даван на контролни групи, 3 месеца на предизвиканиот диабет и на здравата група. И ефектот е сигнификантен. Имаме намалување на нивото на глукоза во крвта и имаме намалување на она што го зборевме, телесната тежина, но воедно и намалување на тоталниот холестерол и сите масти, висината на сите масти. Ова е еден добар правец за клинички испитувања, значи потребни се сепак и клинички испитувања за кај луѓето, пред се во нарушување на оној чувен метаболен синдром, каде што се најчесто нарушувања во дебелината. А воедно но мощен поволен ефект за нивото на глукозата во крвта. Аронијата мощне позната стана некаде со Чернобилската кризата во Чернобил, односно со нуклеарната централа, експлозијата во нуклеарната централа, и од тука стана мощне интригантна, затоа што тамо беше употребена како дел од терапијата на луѓето што беа озрачени за антимутагено дејство. И навистина украинските и руските експерти имаат трудови направено кај што е докажано тоа се клинички испитувања. За жал, во реално време, од реална опасност, дека има многу поволно дејство врз антимутагено и антиканцерогено.
Има направено и преклинички и клинички испитувања за инхибиција на растот на туморските клетки на дебелото црево, направено е на животни, исто, нетуморски клетки и туморски клетки, извадени се и на едните се давана е екстракт од аронија, значи на туморските е давано екстракт од аронија, исто и на нетуморските клетки, и каде што е констатирано дека после 48 часа имаме намалување на растот на туморските клетки. Слично испитување има извршено и врз клетките од рак на дојка, на града. И слични ефекти има направено. Значи, ова се ин виво, но не на луѓе, него на клетки во лабораториски услови. Слично испитување има и направено компаративно и на лабораториски глувци, резултатите се совпаѓаат. Така да потенцијалниот ефект од и тука е во насока, дека има поволно дејство во здравјето на луѓето. Но не смееме да заборавиме дека основно е нешто при сите овие состојби е земање на редовна терапија. Ова може да би се користи само како суплемент, како додатно средство. Се поставува прашање како да се употребиме аронијата во нашата секојдневна исхрана, односно во нашата диета. Рековме дека може да се користи, најубаво да се користи во свежа форма и според некои автори е 5 зрна на ден, а според некои автори е 30 грама на ден. Значи некаде ќе биде, ако земеме дека зрното околу 3 грама тежи, некаде од 15 грама до 30 грама на ден е препорачлива употреба за да имаме секојдневно. Може да се користи во разни колачи, може да се користи како джем, може да се користи како сок, може како користи дури и како чај. Па кој како милува, така може да ја употреби. Кога зборуваме за употреба во сирова форма, тие што аронијата е со вкус, остер вкус и ја суши устата. Тие што може да ја поне, тоа е само нејзиното негативно дејство и евентуално не се опишани никакви студии, меѓутоа може да настане некоја прекумерна употреба, алергија. Добро, а како е потребата на аронијата во соседните земји во западниот свет, затоа што тука и не многу ја користат и покрај тоа што има многу благопријатни дејства? Иако аронијата е грмушесто растение од северноамериканскиот континент, тоа повеќе се употребува во бившите источни европски земји и најголем број студии доаѓаат од таму. Сега повторно се враќа употребата на аронијата во северноамериканскиот континент и во западноевропските земји. Кај нас имаме, кога излегуваме, гледаме се повеќе и повеќе садници на аронија, меѓутоа моите податоци се дека населението многу слабо го употребува.